За што разговарал Владо Бучковски со Каракачанов и Захариева? Одговор на ова прашање не дават ниту тој, ниту пак македонската влада. Додека јавноста бара одговори, не се откриваат никакви детали за преговорите, каде тема е македонската историја. Единствено што се знае дека бугарските власти подготвиле акцијски план, кој допрва ќе бил разгледуван, пошто Македонија ќе ја соопштила својата позиција. Сето тоа треба да создаде доверба меѓу владите и државите, помеѓу народите меѓу двете држави. Без разлика на интензитетот и моите патувања и средби, очигледен е интересот на двете страни да не се дозволи замрзнување на односите или комуницирање само преку медиуми или преку посредници. Нашата блискост како два народи и две држави со заеднички моменти од минатото и заеднички погледи кон историјата не упатува и двете страни да преземеме чекори до наоѓање решение, а токму ваквите работни средби се чекор напред кон решение. Додека Македонија молчи, многу појасен е ставот на Бугарија, како и секогаш студира по македонскиот идентитет. Каракачанов повторно продолжува со лекции по историја, порачува дека Македонија крадела туѓа историја и постоел говор на омраза кон бугарите. Ма вие си ја имате. Идентичноста создадена од Коминтерна, од Јосиф Броз Тито си ја имате. Заштитавајте си, никој не ви посяга на неја. Но цар Самуил е български цар, тој не е војувал срещу Българија, както пише във вашите учебници. Ние българите не сме фашисти, окупатори, татаро-монголско племе, защото и все още, въпреки 70 годишните промени в езика, все още говорим помежду си без преводач. Говорим на един език. Од македонска страна молки околу анексот кој гласно говори Каракачанов. Според бугарскиот вице-премиер, тоа било единствена шанса Македонија да напредува на патот кон Европската унија. Северна Македонија има шанс да получи датата за започване на преговорите, включително другия месец или този месец, януари, ако те накрая седнат и подпишат този анекс към договора, който ние предлагаме. Там има 12 точки, които са много ясни. Първо, отказ от исторически претенции, отказ от малцинствени претенции, промяна на образователната система. За македонско-бугарскиот спор повторно пишува и бриселски Еурактив. Од таму велат дека во својот акцијски план Бугарија се обидува да ја промени својата тактика кон Македонија и на некој начин да ја ублажи напнатоста меѓу двете земји. Според дипломатски извори на Еурактив, предлозите на Софија се поврзани со железницата, патиштата, инвестиции на бугарски компании во Македонија, но и отворање кампуси на бугарски универзитети. Во планот имало и делови за учебниците по историја.